А кога сме кај дипломатијата и кај односите со нашите соседи и земјите во обкружувањето, вечерва во студиото имаме гостин, има посебен повод за тоа. Вечерва во студиото е господин Стефчо Екимовски, градоначалник на општина Карпош. Ве повикавме денеска затоа што дознавме информација дека штотуку се вративте од Москва, каде што остваривте средба со многу битни луѓе од врвот на партијата на Путин. Да, тоа беше партиска средба, значи како председател на граѓанската опција за Македонија со единствена Русија, со дел од незиното раководство на чело со Сергеј Железняк, кој што е заменик секретар на Советот за надворешна политика во... И втор човек, да, Путин, така, во единствена Русија, како и член на парламентот и член на Комисијата за надворешни работи. Интересно е што многу добро се информирани за регионот, за состојбата во Република Македонија, разговаравме за внатрешните состојби во Македонија, целосно Москва стои со поддршка на уставното име Република Македонија, со поддршка за нашиот културен идентитет, поддршка на јазикот. Вие видовте на давањето на наградата на председателот Ѓорги Иванов, каква изјава даде, никој поубава изјава нема дадено за Република Македонија од председателот Путин, дека македонците и дадоа писменост му дадоа и се заблагодари. Да, и за тоа се заблагодари. Тоа беше директно дадена изјава апропо овој договор што се подбидува некој да го подпише со Бугарија. Каде што ќе нема да постои Македонија. Так. Значи, интересно е што разговаравме за економската соработка која што е на многу ниско ниво. Зачудува фактот што Македонија и Русија имаат визи. Можете да замислите, имаме визи. Например, Србија дневно ода 3 авиона на сабајле, напладне и навечер за Москва и обратно секој ден се враќаат. Имаат исклучително висока соработка. 3% има Москва невработеност, само Москва. Може се мислите, тоа е една земја во страшен подем. Тие се потполно свесни дека ние сме дел од Европа и дека треба да бидеме членки на Европската Унија, но се чудат зошто одбиваме соработка со Евроазијската Унија. Точно дека Европа има 550 милиони пазар, Евроазијската Унија некаде околу 200 милиони, меѓутоа стандардите за извоз во Евроазијската Унија се многу пониски во однос на Европа. Европа ти дава можност да извезеш, меѓутоа многу високи стандарди. И тоа значи дека ние апсолутно би значило една експанзија за македонската економија. И јас отидов, сакав да видам прво дали тие луѓе кои не се членки на Европската Унија и не се членки на НАТО, дали гладуваат, дали има што да јадат, дали живеат нормално и така натаму. Некаде кај новогодишните празници бев и во Белорусија, за да можеме да направиме една споредба, но во исто време сакам и да остварам соработка меѓу мојата партија и овие партии кои што очигледно направи еден сериозен подем за развој на Руската Федерација. Значи има соработка сега помеѓу двете партии? Да, има, договоривме соработка на младински кадри, размена на искуства, договоривме да се формира еден форум на кој што ќе се дебатира за проширување на соработка со Руската Федерација и со Евроазијската Унија. Евроазијската Унија 2024-2025 година треба да има заедничка валута. Во моментов и Монголија и Виетнам се придружни членки. Пројавува интерес да се зачне дури и Нов Зеланд, а што не би можела и Македонија. Значи, никој нас не ни пречи да сме членки на Европската Унија и во исто време да соработуваме со Руската Федерација и со Евроазијската Унија. Тоа е исклучителен интерес на македонските граѓани, особено во делот на градежиштвото, особено во делот на земјоделието и како што тие велат, вие за нас како пазар воопшто не сте интересни, ние вас не можеме да ви продадеме високи технологии, не можеме да ви продадеме авиони, не можеме сателити, не можеме и хеликоптери и така натаму, или еден хеликоптер можеме на 20-тини години, но сме ние за вас многу интересни како пазар, поготово за земјоделските производи, поготово за градежништвото, за друга производи, конзервната индустрија и така натаму, што е битно за Република Македонија. И навистина сметам дека ние треба секаде каде што има можност за развој на економските односи меѓу Македонија и било која друга земја, ние треба да се трудиме таа соработка да ја прошируваме и владите исто така треба да ја поддржуваат за да може економијата да оди напред. Така. Како сега ќе го искоментирате ова? Гром беше во Русија, се сретнавте во Москва со малте не првите луѓе во партијата на Путин. Меѓутоа, од друга страна, во исто време пред неколку дена изјава од Хојтији,
каде што вели дека Америка и како ќе внимава да го сопре ширењето на рускиот канцер на Балканот и дека ќе им се закани на начин на сите земји кои што ќе соработуваат со Русија. Па, интересно, таму беше и на моја иницијатива беше прокоментиран и Хојти, кој го сметаат за маргиналец во политиката и како слободен стрелец. Тоа се навистина тешки зборови, упатени токму до една светска суперсила, во кој што тој очигледно се заканува како на земјите кои што се работуваат, така и поединци, нарекувајќи го тоа руски канцер. Јас сакам да прашам што тоа имат намера да не убиваат, да не трујат, да не стават во концентрациони логори, тие што сакаме соработка на нашата држава со сите слободоумни држави во светот. Зашто некој би не ограничувал со било кого да соработуваме? Сметаме дека дури таквите изјави, такви притисоци што се прават врз нас, се дури фашизоидни. Значи тоа сериозно, како да кажам, ме фрустрира прво како човек. Доведува во прашање зошто ни требаше самостојна и независна Република Македонија, кога вакви тутори над главата денеска имаме, и следната работа воопшто кај мене го проблематизира прашањето за потреба од политичко делување, ако ние сите треба да викаме ура Америка, што ќе каже Америка и така натаму, а клучот е таа, смета дека само незините интереси се битни овде на Балканот, нека извинат, меѓутоа ние постоиме како политичка партија за да ги оствариме интересите на граѓаните на Република Македонија. Ако на тоа се соодветствуваат со америчките во ред, ако не, ние треба да ги гледаме прво нашите интереси кој е, а очигледно дека Соединетите американски држави водат политика во цел свет да бидете целосно ориентирани кон нив, да немате никаква алтернатива и така потоа лесно да можат да ви рушат влади кога сакаат, да ви го поставуваат на власт оној што изгубил, значи да не се знае во земјата никакви правила да нема, како што тоа се случува овде во Република Македонија и што е најинтересно, сето тоа го покажуваат со една огромна агресивност. И јас сметам дека напротив во Македонија, нели новата во наводници кажано прореформска влада рече ќе отвараме дебата, ајде да отвориме дебатата. Ајде да прашаме кон кој сојуз одиме ние, кон сојузот кој поставува ракети во Полска, во Балтичките републики и кој што има намера да постави нуклеарни боеви глави во Романија, па тие нуклеарни боеви глави кои ќе се дигнат над 20 километри ќе бидат уништени, тоа значи Европа ќе влезе во нуклеарна катастрофа. Против кого се закануваат тие ракети? Зашто таква агресија кон Руската Федерација? И впрочем иритира кај мене прво како човек, како слободоумен човек, тоа цело време обвинување за некакво си руско влијание во Република Македонија. Па ве молам, кој е руското влијание во Република Македонија? Што имаме 18 бензински пумпи на Лукойл, една амбасада сместена во една куќичка онде во центарот на градот, што имаме една кладилница и еден европски шампион во ракомет и еден рудник што зеле руси во Република Македонија, и тоа е огромното руско влијание во Република Македонија, а од озгора го гледам вчера веднаш кој ти ни одговара преку гласот на Америка, кој секој ден врши пропаганда во Република Македонија. Секој ден гледаме амерички филмови, американскиот амбасадор ни поставува, ни менува влади, кога тој сака, тогаш има избори во Република Македонија. Тој кажува кој со кого ќе влегува во коалиција, кој со кого не смее да влегува во коалиција и така натаму, и на крај ќе дојдат, ќе ни кажат дека ако не постапиме така, ние ќе работиме спротивно на интересите на граѓаните односно на интересите на Соединетите американски држави. Нека извинат, меѓутоа можеби има некој што е спремен да ги сите тие нивни барања да ги почитува. Сметам дека мојата партија не е спремна да ги почитува таквите, како да кажам, не по секоја цена. Ние сакаме соработка и со Соединетите американски држави, нормално, меѓутоа не по цена на рушење на достоинството на граѓаните на Република Македонија, а тоа рушење на достоинството оди преку барање за промена на името, оди сега преку барање за подпишување на овој срамен договор со Бугарија, ќе видите дека ќе оди преку барање за подпишување согласност и договор не само за името, за редефинирање на државата и ќе си го признаеме Вранишковски и ПОА. Тоа значи дека ќе имаме и два архиепископа и нека изменат со цело такво рушење на достоинството на македонските граѓани овде Република Македонија, ние како партија не можеме да се согласиме. Наспроти тоа имаме една светска суперсила која дава подршка на уставното име, која дава подршка на
на нашиот суверенитет и територијалниот интегритет, дава подршка на унитарноста на државата, дава подршка на македонскиот јазик, македонската култура и така натаму. И ние од сето тоа се откажуваме без да се обидеме да имаме соработка и на едната и на другата страна во интерес на граѓаните. Па впрочем, Тито не беше, како да кажам, политичар малоумен, кој што водеше политика на неврзани и кога најголем исчекор во развојот на Југославија и светска афирмација на Југославија и најдобро живееа граѓаните на Југославија тогаш кога ја отвори земјата како за истокот, така и за западот, и лично сметаме дека војна неутралност на Република Македонија е решение кое што најмногу одговара за оваа наша земја. Го споменавте договорот за добрососедство, споменавте дека дури и Путин лично кажа, даде признание на македонскиот јазик, дека македонците се тие кои што дале писменост и се заблагодари за тоа. Го имаме од една страна, од друга страна го имаме договорот за добрососедство кој што се уште е фамозен и никој не го видел, не знаеме конкретни детали. Знаеме само дека ќе имало комисии формирано после потпишувањето договорот, кои што ќе прателе дали се пишува негативно во медиумите, тоа беше последно нас новинарите, тоа најмногу не заболе. Меѓутоа, ајде за делот, постои македонска нација, не постои, многу се остри изјавите од страна на Бугарија, а кај нас не знаеме ништо. Што велите? Можно ли е еден премиер кој дошол само 15 дена на власт да отиде во Бугарија над смок со премиерот на Бугарија Бојко Борисов и веднаш после тоа дискусија да каже договорот е завршена. Работа ние ќе го потпишеме, ако претходно немал соработка со бугарските разузнавачки служби. Тоа сето упатува дека претходно имало подготовка и голема соработка меѓу бугарските разузнавачки служби и актуелната денешна власт во Република Македонија, за да така лесно се дојде до потпишување и согласност. И уште една многу симптоматична работа. Откако е дадена таа изјава, од посетата на Заев во Бугарија до денеска, било да се работи за националист, за ултранационалист или за било каков званичник или поранишен функционер во Бугарија, сите со посмех гледат на овој договор. Не постои изјава која е дадена неутрално или го афирмира договорот и Зоран Заев, туку напротив. Сите овие изјави му прават огромна штета. Вие видовте Захариева, подпредседателката на бугарската влада, низ каков цинизам и со каков подсмев зборуваше дека да, тие бараат да стои македонски народ и македонски јазик, ама офертата е затворена. Па ве молам, тоа прави огромна штета прво кај Зоран Заев на неговиот углед, второ не поценува нас и не понижува како граѓани, и трето можете да замислите дека во бивша Југославија, кој што некој ја смета за диктаторски режим, нашите функционери од Македонија кога биле во делегациите со Тито во Бугарија или било каде, слободно можеле да го постават прашањето за македонското национално малцинство во Бугарија. Ние денеска во овој договор треба да се откажеме од барањето за остварување на човековите права на нашето национално малцинство во Бугарија и да не смее воопшто да го поставиме, дури овој договор значи дека ќе биде спротивен на уставот на Република Македонија. Само прашувам дали уставниот суд ќе молчи како што молчат академиците, како што молчи Сојузот на борци, како што молчат интелектуалци и така натаму и така. Ако сите тие молчат, ние како политички партии сме создадени да не молчиме, туку напротив во вакви тешки политички моменти во Република Македонија да им го покажуваме патоказот на граѓаните и се што сметаме дека е нивна опасност треба да го вадиме на чистина и ние тоа ќе го правиме. Факт е дека во договорот за добрососедство има неколку точки кои што се знае дека ќе бидат вметнати. Тоа е нели јазикот и историјата. Нема да биде вметнат јазикот, значи нема да стои на јазикот македонскиот јазик, туку јазикот кој што се говори според после 30 години може ќе биде некој друг јазик. Така. Што за нас е апсолутно негативно. Меѓутоа чепната историјата, односно дека ние сме украли историјата од страна Бугарија, тоа го велат оние националисти кои што даваат изјави во делови дека ние немаме наша историја. Убаво си вика Димитров, ќе учиме децата в Македонија ќе учат историја каквата училе до 44-та година. И како што тој вика дека тие нема стручњаци, ние ќе ги напишеме учебниците по историја. Јас ги прашувам овие академици. Го прашувам Институтот за национална историја. Ќе бидат ли тие оние кои што ќе ги пишат тие учебници онака како што ќе бара бугарската страна? Јас сум за добрососедство и треба да имаме добрососедство. Меѓутоа добрососедството мора да започне најпрво со покајување пред жртвите на фашистичките бугарски војски
што биле овде од 41 до 44 година. Ако представници на бугарската влада кажат да, тоа е срамен дел од нашата историја, тоа никогаш да не се повтори, ние треба да го прифатиме тоа покајање. Како што Вучич отиде во Сребреница да се покај. И тоа е најнормално, како што германците и французите се помириле. Тоа е најнормално. Овде немаме покајување. Овде нема жалење за жртвите што се убиени од 44 до 44. Ако некој не жали за тоа, ако некој нема намера тоа уопште да го истргне, да го извади на пиедестала, ако некој нема намера за тоа да се покае, тоа значи дека тој не го признава злостворството, нити пак ги признава жртвите. И нека изминат, ние таква работа не можеме да подржиме. На самиот крај сме од разговорот, ајде уште една информација, се ближат локалните избори, подготвена ли е партијата Гром, ќе учествува? Да. Забрзано се подготвуваме за овие локални избори и сметаме дека редно и треба да има избори. Доста работи се прекршија врз грбот на локалната самоуправа. Сите овие потреси, избори по одлагање, па неформирана влада 7 месеца, сето тоа влијаше многу лошо врз работата на локалната самоуправа, пред се врз проектите, врз приходите, врз остварување на правата на граѓаните и сметам дека повторно треба да се излезе на избори и да се побара мандат од граѓаните во општините. Ви благодарам за гостувањето во ово издание на Дневникот на телевизија Нова и што се озвавте веднаш вчера се вративте, чинам така беше? Да, така, завчера се вративте од Москва, соработка значи Гром со партијата на Путин, која што е една информација која што... Да, и ќе продолжи таа соработка. И ќе продолжи соработката. Така, ви благодарам за гостувањето.